2 септември. Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат. Среќен прв училишен ден. Училишното звонче денеска ќе го означи почетокот на новата учебна 2025-2026 година за 245.000 ученици, односно 177.800 основци и 67.200 средношколци. Оваа година се запишале 17.250 првачиња и 17.230 ученици во прва година во средното образование. Но податоците не се конечни со оглед на тоа дека училиштата се уште доставуваат бројки. Обезбедени се учебници за сите ученици, а првпат по 7 години ќе има и учебници по странските јазици. Вештачката интелигенција влегува во наставата, а образовни асистенти ќе можат да добијат и средношколци. Од оваа учебна година започнува примената на нов електронски дневник кој има значително подобри перформанси од претходниот и наставниците ќе можат да се најават и пополнуваат податоци во секој момент. Друга е сликата во Израел. Таму средношколците го бойкотираат почетокот на учебната година, барајќи ослободување на заложниците. Во Тел Авив во неделата неколку десетици тинејџери демонстранти го блокираа сообраќајот и ги запалија училишните клупи, барајќи генерален штрајк пред почетокот на новата учебна година. Полицијата уапси две лица, 17 годишно момче и 35 годишна жена, под обвинение за нарушување на јавниот ред и мир. Ужас во Авганистан. Најмалку 622 лица загинаа, а над 1000 лица се повредени во земјотресот со јачина од 6 степени според Рихтеровата скала. Афганистанското министерство за јавно здравје објави дека е започната масовна операција за спасување и дека стотици луѓе се мобилизирани за да им помогнат на оние во погоденото подрачје од земјотресот. Епицентарот на земјотресот што го погоди Авганистан синоќа бил во близина на границата со Пакистан, на длабочина од 10 километри. Автомобил се забил во рускиот конзулат во Сиднеј, а едно лице поврзано со судирот е уапсено. Телевизиските снимки покажаа напуштен автомобил со еден скршен прозорец покрај руски јарбол во она што локалните медиуми го објавија како руски конзулат. Портпаролот на полицијата изјави дека едно лице е уапсено во врска со судирот. А од домашните вести издвојуваме. На полнок завршува рокот за собирање потписи за независни кандидатури за локалните избори 2025, кои се закажани за 19 октомври. Според податоците на Државната изборна комисија, до саботата потписи за градоначалници се собраа во 16 општини за вкупно 22 кандидати, додека за членови на Советот потписи се собираа и во 11 општини во вкупно 12 листи. До 11 септември пак е рокот за увид во избирачкиот список во сите подрачни канцеларии и оделенија на Државната изборна комисија. Министерот за европски прашања Орхан Муртазани денеска и утре ќе учествува на неформалната средба на министрите за европски прашања на членките на Европската унија и кандидатите за членство што се одржува во Копенхаген во рамки на данското претседавање со Советот на Европската унија. Очите на јавноста одново вперени кон ЗОО Скопје. Зоонегователот Војо Ивановски објави видео на социјалните мрежи на кое, верувајте ми, нема да останете рамнодушни. Ја гледаме реалната слика на некои посетители или како што вработените ќе кажат повеќето од нив. Еве како се однесуваат. Доле, господа. Доле. Добро. Децата ви се горе. Ако што има врска? Како што има врска? Што има врска? Да не се внатре? Господо, мора доле да бидете. Онака се малце по културна. И јас култура, а вие сте на ограда. Мој ризик. Дали планирате да одите на Октоберфест? Доколку да,
подгответе си подлабок джеп за оваа година. Се потрудивме да ги дознаеме цените за вас. Ве носиме на кратко до Минхен. Првите големи фестивалски шатори ги објавија своите менија. Најскапото јадење на овогодинешниот Октоберфест е стекот од томахок, тежок 1,3 килограми. Се служи со коска и е наменет за до 4 лица. Класичната верзија може да се нарача во шаторот Бруросел од 18 часот и чини 179 евра. Стекот Truffle Edition со црн тартуф и бернес тартуфи чини 229 евра, што е рекордна цена. Во зависност од шаторот, половина пилет чини 24,50 евра. Литар пиво пак чини 15,40 евра. Минералната вода е достапна од 12,70 евра по шише. Печеното говедско месо со кромит и сирење во шпагети е особено скапо и чини 42,50 евра. Овогодинешниот Октоберфест ќе донесе повисоки цени на пивото, за кое повеќе нема да може да се плати со готовина во некои шатори. За прв пат ќе може да се плати со картичка или безконтактно плаќање на приближно од половина од продажните места. Единствената земја што им забрануваше на жените да возат мотори, конечно ја укинува забраната. Денес Иран запишува историја. Владата представи предлог закон кој ќе им овозможи на жените да добијат дозволи за управување мотоцикли. Ако биде усвоен, мерката ќе стави крај на забраната што е во сила уште од Исламската револуција во 1979 година. Иако многу иранки веќе возат мотори во пракса, тоа го прават без дозвола и без осигурување. Така се изложени на казни, на ризик од несреќи без покритие и на постојана правна несигурност. Новиот закон има за цел да ја исправи оваа состојба. Со години во поединечни земји низ светот, на жените им беше забрането да управуваат автомобили или мотоцикли. Саудиска Арабија беше најпознатиот пример. До 2018 година жените не смееа да седнат зад воланот. Но со промените дојде и нова ера на женската мобилност на Блискиот Исток. Победата на полскиот тенисер Камил Мајшак во второто коло на US Open остана во сенка на згрозувачкиот инцидент кој што се случи на трибините, додека тој подпишуваше автограми. Во еден момент ја извади капата што ја носеше во текот на мечот, за да му ја даде на момче од публиката. Но возрасен маж му ја извлече од рака и ја стави во торбата на сопругата. И не, овој господин не му е татко на ова детенце, па да се шегува со него и после да му ја врати капата. Станува збор за полски бизнисмен и милионер. Ова дополнително предизвика револт во јавноста, бидејќи мажот кој ја краде капата од детето е богат предприемач. Па не случајно од јавноста го доби на димакот крадец милионер. По инцидентот, Мајшак успеа да го најде детето од чии раце беше украдена капата, па се сретнаа, се фотографираа, а тенисерот лично му даде и нова капа на малиот фан. И за крајот на овие поинакви вести, во знакот на првиот училишен ден, уште една важна информација до родителите. Знаете ли дека понекогаш учениците на грбот носат и до 10 килограми тешки ранци? Американската академија на педиатри препорачува ранецот на вашето дете да не биде потешок од 10 до 15% од неговата телесна тежина. Например, ако станува збор за дете тешко 36 килограми, неговиот ранец не треба да тежи повеќе од 5,5 килограми. Носењето премногу тежина на грбот може да предизвика болка, да доведе до сериозни повреди и да влијае на држењето. Децата можат да претрпат повреди на зглобовите, грбот, односно на рбетот, мускулите, вратот и рамената од премногу тешки ранци. Ранецот мора да биде цврст, да има широки ремени, а детето задолжително да ги користи двата ремени. Пожелно е да користите и ремени за фиксирање околу половината, а се советува и рамномерно да го наполните ранецот, а потешките предмети да ги ставите поблиску до рбетот. Уште еднаш посакувам среќен прв училишен ден. Погледнавте уште едни поинакви вести, ви благодарам за вниманието и довербата. Се гледаме утре во 10:30.